Ленин препознал во филмот и во фотографијата, или пред се во филмот препознал авангардна уметност која што може многу да влијае врз масите, но од друга страна препознал и нова енергија која што кореспондира со тогаш 20-тиот век и успева да се спогоди со луѓе кои што му биле, да речам, на некој начин следбеници или истоимисленици, јас би рекол, а еден од нив бил Ейзенштейн, да направат нешто што е крајно авангардно, а од друга страна да стимулира промена кај милиони луѓе, бидејќи тоа било државна стратегија. Че во тој момент тие луѓе препознале нешто авангардно како државна стратегија. Тоа е она што ние не успеваме сега да го направиме, а глобалниот, сега да не речам запад, бидејќи сметам дека истокот ги има истите проблеми, значи глобалната заедница е толку многу даена на површни аспекти, бидејќи брзата технологизација ги изби на површина тие површни аспекти, да луѓето веќе со минимум или со никакви естетски критериуми прават нешто и стануваат инфлуенсери. Тоа не било случајот пред 100 и нешто години. Ейзенштейн бил мислител од највисок ранг, може некој да се согласува со него или да не се согласува, али човекот бил филозоф, бил естет, бил некој што верува искрено во нешто и он бил жртва на својата идеологија, бил жртва на Сталин, ако збориме идеолошки, што е една убава порака како не треба да чистата мисла да премине во тоталитаризам, а за жал знаеме и ние колку и да сме симпатизери на социјалистичка мисла, тоа ако не оди добро, брзо преминува во некој тоталитаризам,